И во 21. век работничките права во Македонија наголемо се кршат, а за да апсурдот биде уште поголем, најголемиот прекршител на тие закони е самата држава. Односно, околу 70% од вкупниот број на процеси кои што се водат во Прилепскиот основен суд отпаѓаат на работни односи. Работниците најмногу тужат за неостварени надоместоци од работен однос и тоа вработените во МВР, одбраната, болниците, пожарникари, општинската администрација и администрацијата во јавните предпријатија. Неисплатени надоместоци во вид на парични средства, кои што надоместоци се загарантирани со закон, како и со општиот колективен договор и колективните договори на ниво на гранка, а тие се однесуваат на надоместоци за сменска работа, надоместоци за храна за време на ноќна работа, надоместоци за патни трошоци, понатаму станува збор за бонусна плата, регрес за годишен одмор и ред други надоместоци кои што иако загарантирани со закон, се уште и ден денес не им се исплаќаат на работниците. Според бројот на тужби може да се забележи дека повеќе тужат вработените во јавниот сектор отколку оние во приватниот. Работниците во државниот сектор се охрабруваат и се осмелуваат да поднесат тужби од причина што станува збор за голем број на работници. Значи не зборуваме за поединечен работник кој што ги поднесол една тужба. Значи тука се стотици и илјадници кои што одат сите заедно и едноставно заедно сме посилни и предпоставуваат дека иако тужат сите заедно не би можеле да добијат колективен отказ сите заедно. За разлика што од приватниот сектор, нели сепак зборуваме за фирми до 100 вработени, ако не десетици, 20 вработени, кои што доколку еден или двајца работници би поднесле тужба за надоместоци од работен однос, веднаш би добиле отказ од страна на работодавецот. За намалување на дел од овие прекршувања, Центарот за граѓанска иницијатива од Прилеп го реализира проектот Нејзин глас, нејзина моќ за јакнување на маргинализираните жени и девојки во Пелагонија, каде што на работниците им се нуди бесплатна правна и психосоцијална помош. Проектот се реализира во партнерство со Сдруженијето за правна едукација и транспарентност, станица 5 од Прилеп и мултиетничкото здружение за сите возрасти од село Црнилиште, општина Долнени, а е финансиран од Цивика Мобилитас.